Долговите на граѓаните и фирмите растат по секоја криза. Но тие денес веќе не се проблем само на примарните доверители и должници. Тие стануваат бизнис. Се појавија компании кои ги откупуваат долговите, па потоа ги наплатуваат. Но колку е регулиран овој пазар вреден милиони евра? Но дали овие фирми открија голем проблем? А тоа е дали нефункционалните кредити се далеко повисоки од оноа што се прикажува во банкарските извештаи. Кои се фирмите што наплаќаат долгови, а не се извршители? Кој ги контролира и според кои правила работат? За бизнисот со долгови и за системот што стои зад него во најновото издание на подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменогов. Гледајте не. Да, ќе зборуваме за еден нов бизнис, а тоа е откупување на долгови и компанија да ги наплаќа. И вообичаено има еден стереотип за овие компании дека со нив раководат батки од 100 и нешто кусур килограми, така со кратки коси, со дебели вратови околу кои што висат ланци, па некои така бицепси, трицепси, па некоја тетоважа. И со милен поглед ги гледаат должниците во колената и викаат кој помалце го сакаш, со него да си играме. Тоа е некој стереотип, но денеска гостинот во студиото не одговара на таа представа што си ја создаваме ние во јавноста. Например, гостинот во студиово е 15 на сантима понизок од мене, па едно 40 до 50 килограми полесен од мене, така има и понежен глас од мене, да гледате, да видите, да не верувате, но понежен глас од мене, така што гостинката е, а не гостин, особа, личност, која што во моментот раководи со 150.000 случаи на должење, значи толку должници се појавуваат кај нивната фирма и во овој момент нејзината фирма, фирмата со која што раководи, не е нејзина лична, е најголем доверител во државава. Инаку, да ја кажеме гостинката која е, можете да ја видите, тоа е Катерина Бошевска од EOS Matrix. Добре дојде. Добре ден, добре ве најдов. Да, стварно вака, кога ве гледа човек да не се плаши, али треба ли да се плашиме од вака на фирмите што наплатуваат долгови, што ги откупуваат и ги наплатуваат? Треба ли да имаме страв како граѓани, како должници од овие фирми? Што се појавуваат на македонскиот пазар? Па секако дека не, убаво рековте, јас ќе се сложам со најавата дека станува збор за стереотип кој што се гради некако и како да одговара на јавноста да се гради така. Она што е важно и што сакам да го порачам е дека треба да се соочиме со нашите обврски, станува збор за должичко-доверителски однос. Тоа е договорен однос помеѓу две страни кој што од X причини бил нарушен, едната страна го прекршила договорот, секој договор кој што е прекршен, другата страна има право да бара реализација на своето побарување и токму тоа е основата нели на суштината на нашето постоење, а тоа е воспоставување на таа рамнотежа, оној баланс помеѓу должничко-доверителските односи. Не може едната страна да остане оштетена во релација помеѓу два субјекта. Овде има многу прашања, значи бидејќи затоа што во суштина процесот на наплата на долгови е јасно дефиниран во македонското право, при што една централна улога при извршување на облигационите односи помеѓу странките е извршувањето. Значи правна алатка на облигационите односи е извршувањето, но каде е бизнис моделот во вака поставено, јасно регулирано начин на наплата на долгови, да се појави компанија која што ќе откупува долгови и ќе ги наплатува кога зошто некој би продал, кога еве ја постапката. Има доверител, има тука може да се појави нотар, извршна исправа, може судска одлука, адвокатски договор, сето тоа. И ако не се исполнува обврските од облигационите односи што се воспоставени, си се дава на извршител, извршител си го наплатува. Каде е логиката вие да се појавите во себе ова? Должничко-доверителските односи се регулирани во Законот за облигации и Законот за облигации во суштина го уредува работењето на нашите компании, на компаниите која што ја представувам и на други такви слични компании.
Она што е суштински е дека ние застануваме на страната, првенствено влегуваме како поддршка на доверителот и се трудиме во постапката да обезбедиме брза и поефикасна наплата на поставените, односно на реализираните побарувања. Тоа е таму каде што ние настапуваме. Целата правна постапка на наплата ја почитуваме онака како што е уредена во нашата законска норма, како што и самите напоменавте, тоа е законот за извршување за нотарски налог и платен налог и така натаму следува процесот на извршување. Впрочем, и нашите случаи, скоро 70% од случаите ни се во извршна постапка, што значи дека и ние го користиме тој метод за реализација. Она што е предност е што ние сме фокусирани исклучиво во делот на реализација на наплатата и тоа не прави различен, значи кога некој ќе се фокусира само на една дејност, нормално може да направи поуспешно од некој кој што не му е примерна дејност, делот на наплатата на побарување. И тука збориме за големи финансиски институции, како на пример банки кои што имаат друга примерна дејност, банкарските работи се сосема од друг аспект и сега фокусот на наплатата е навистина бара пред се многу захтевна работа, бара многу голем фокус, вложување на многу пари, многу треба да се вложи за да имаме успешен процес на наплата, па од тука многу е поцелисходно да се пренесе тоа на специјализирана компанија. Така, сега ова пренесе звучи дека на пример банките, но и другите ајде да кажеме услужни комунални предпријатија кои што у суштина генерираат најголем дел од она што се вика извршните налози, односно налозите за извршување, ви пренесуваат. Не станува во збор за пренесување и во нивно име работење, туку вие у суштина станувате газди, сопственици на побарувањата. Вие ги откупувате, значи вие станувате, ви должат вас, граѓаните или фирмите. Тук ми затоа реков пренесување, затоа што еден е моделот на соработка кога наплатуваме во име и за сметка на клиентот. Така ние, впрочем, ја почнавме нашата работа во 2003 година на нашиот пазар, за постепено да се трансформираме следејќи го примерот на нашата мајка компанија во Германија, она што се случуваше на европските пазари. Во времето кога настанува голем наплив и се акумулира големи износи на нефункционални кредити во финансиските институции, кога се јави потреба за едно професионално управување со нефункционалните кредити, ние токму тоа постепено го воведовме на нашиот пазар. Има уште работа кај нас, европските пазари се многу понапред од нашиот, меѓутоа суштината на моделот е токму тој, ние фокусирано да се занимаваме со наплатата на побарувањата и сега доаѓаме до моделот, а тоа е да ги превземеме побарувањата, значи не работиме веќе во име и за сметка на нашиот клиент, туку ние правиме една анализа на портфолиото на нефункционални пласмани и го превземаме согласно законот за облигации, што е уредено во законот за облигации, не е нешто ново на нашиот пазар, така да врз основа на анализа, тоа не е тајна, се работи за дисконтирање на сегашна вредност на идни парични текови, се сведува, се дефинира вредноста на тоа портфолио и ние го превземаме кај нас и од тука веќе станува наша грижа, што значи дека ние сме новите доверители и стапуваме на местото каде што бил претходниот доверител. И веќе си се трга, на пример, банката или услужната и комуналното предпријатие, они веќе немаат никакви допирни точки со должникот, вие го преземате доверителскиот дел и должникот има однос со вас и вас ви должи. Тоа да го рачистиме, тоа е моделот. Сега тука се воспоставуваат многу прашања, мене ми е многу интересно околу нефункционалните кредити, бидејќи во разговорот кога го подготвувавме подкастот излегоа интересни согледувања, но јас малце ќе го оставам за понатаму ова што е круцијалното прашање, сепак ќе останеме на полето на како вие влегувате во целиот бизнис, бидејќи многу е едноставно, не е сега толку едноставно, но шемата е, имаме доверител, тоа е оној што е оштетен во целава страна, што не може да си наплати побарувањата. Имаме извршна постапка кон некој должник што не плаќа и тоа е така регулирано. Сега, вие каде се појавувате во целава приказна во оваа шема и каде го гледате, ајде да кажеме, интересот, бизнис моделот, како вие, зошто да функционирате кога веќе е се воспоставено, при што морам да напоменам дека извршувањето е високо регулирано, значи они се лиценцирани од
Министерството за правда и тоа подлежат на строги контроли. Иако кај нас се уште мислиме дека извршувањето е некој каубојски начин на работење, не е, тоа е високо регулирано, така што со посебни лиценци, со посебни казни, судовите имаат надлежност врз извршната постапка, можат да делуваат. Значи малце е посложено од што ние во јавноста го гледаме. Но вие сте надвор од овој систем и каде влегувате во целата приказна, кога може да се појавите и како се појавувате, бидејќи вие по општ закон работите, во суштина не сте толку регулирани. Значи, ние не влегуваме во системот во насока на тоа да го менуваме. Ние го користиме овој систем што сега го пишавте. Ние влегуваме во системот како нов доверител. Само едноставно стапуваме на место на стариот доверител, ние сме новиот и ние го користиме истиот тој систем што сега го пишавте, така како што е уреден и регулиран кај нас. И секако со искуствата кои што ги носиме од европските пазари се трудиме да го подобриме, да го усовршиме, да ја приближиме европската практика онаму каде што можеме и во тоа мислам дека и придонесуваме на некој начин. Нашата улога и она која е придобивката од работењето на EOS Matrix на овој пазар е да воспоставување рамнотежа во должничко-доверителските односи, затоа што многу побрзо и поефикасно доаѓаме до наплатата, бидејќи сме строго фокусирани само на тоа. Тоа е едната предност, а другата предност што имаме една индиректен придонес на севкупната економија, затоа што многу побрзо ги затвараме должничко-доверителските односи, колку побрзо се затвара циклусот, многу побрзо и тие луѓе кои што, нели, нашите корисници што биле во задолжување, должниците повторно ги враќаме на пазарот како нели како партнери за банките. Да, имам две подпрашања. Први, колку пари имате ли бројка, колку сте забрзале постапката и колку сте вратиле? И втора работа, кој е методот да бидете поуспешни од стандардното намирување? Дали имате некој АЦ Русевски на платен список, па што им оди и вика ако не платиш, ќе се видиме? Добро, мислам дека тоа го апсолвиравме на почетокот, дека тоа не е така. Да, мислам дека тоа го апсолвиравме на почетокот. Меѓутоа, нашите статистики покажуваат дека од моментот кога EOS ќе го преземе процесот на наплата на побарувања, барем во оние статистики што ги следиме за превземените побарувања, негде 20 до 25% ја подобруваме ефикасноста во процесот на наплата во првиот период и нормално тоа понатаму има свој развој и може да се продлабочи. Ова е така затоа што сепак ние се уште работиме на многу стари портфолија, значи ова се нефункционални пласмани кои што биле такви 10-15 години веќе, извесен период и нашата анализа, нашата статистика што ја следиме, тоа е нели во последните, ние ги преследиме последните 10 години, нели зборувавме пред почетокот на емисијата од 2015 година следиме ние секоја година со нивото на нефункционални, односно отпишани нели кредити од страна на финансиските институции, а претходно има и уште. Да, меѓутоа тоа се значи многу стари веќе побарувања кои што и веќе им поминало и времето што се вели нели за можноста за наплата, доколку влезе како системско решение и доколку се воспостави да биде редовна пракса што постепено банките ја прифаќаат, во тој случај и како може да придонесеме ова да не биде таква ситуација, ние овој процент верувам ќе биде многу подобар и верувам дека корисноста ќе ја видат и граѓаните, затоа што некој кога фокусирано со искрена желба да помогне во делот да се затвори тоа задолжување ќе влезе во процесот и верувајте придобивката е на двете страни затоа што тогаш и граѓаните побрзо се ослободуваат и се иде поинаку. Идејата е нели тркалото да се врти, циклусот мора да се движи, тоа е суштината на економијата. Водата да тече низ цевките за да не радиосаат цевките. Сега повторно многу мразам како новинар кога ќе се соочам кое прашање први да го поставам, дали за граѓаните, односно за должниците, како тоа е регулирано, фокусирано или за нефункционалните кредити, што исклучително многу ме интересира како новинар што следи економија и сега навистина сум во една од потешките дилеми, се ова е бизнис подкаст кај што зборуваме чисто за економија. Ќе одиме со нефункционалните кредити, па ќе се вратиме на граѓаните и односно како тоа се регулира, како се отпишуваат долгови, многу е интересно да се објасни како доаѓаат, што плаќаат, како плаќаат, што не плаќаат, односно што е придобивката и за граѓаните. Ајде одиме со нефункционалните кредити. Вие управувате со банките имаат нефункционални кредити, тие се прикажуваат во нивните извештаи, но по одредено време тие ги преземаат. Во разговорот што го имав во подготовка
подготовката спомнавте дека можеби бројката од 2,5% нефункционални кредити во овој момент што се наведуваат во извештаите на банкарскиот сектор, дека не е можеби баш точна, туку дека може да е повисока и тоа го базирате на бројки, односно на сознанија врз основа на минатото. Ај првина со колку би биле нефункционалните кредити? Дали на вистина се повисоки од оноа што го гледаме реално? Законски се, да кажеме, во рамките на таа бројка, но реално, ако ги пресметаме според оние вистински параметри, тоа би било повисоко. Во секоја економија, не само кај нас, реалната бројка на нефункционални кредити не е онаа што е објавена согласно статистиките кои што ги пресметуваат централните банки, и тоа е така не само кај нас, и кај нас е така, значи сигурно не е 2,5%, затоа што нефункционалните кредити се гледаат и во она што кај нас го имаме, а тоа е вонбилансната евиденција на банките. Во европската регулатива тоа не постои, меѓутоа пак затоа имаат категоризации, кај нас постојат категоризации, нели, на пласманите на кредитите, особено сега со најновата методологија на Европската централна банка за категоризација на кредитите и сите прилагодувања што ги прават за да одговараат на кризите, дури препознавањето на нефункционалните кредити го водат многу понапред во животниот циклус на едно кредитно задолжување. Па затоа ќе кажам, не е веќе колку се нефункционалните кредити како бројка, па ние да се соочиме со таа бројка па да ги решаваме. Европските практики веќе одат кон тоа да ги препознаеме во моментот на случување, во моментот на настанување. Односно тоа е нивно класифицирање фаза 1, фаза 2, фаза 3 во животниот циклус. Дури веќе фаза 2 е прв знак, црвено светло, дека веќе тука има потенцијал за создавање на нефункционални кредити и треба да се преземат соодветни мерки. Од тука кај нас, например, се уште практикуваме да зборуваме за тоа дека ова е групата на нефункционални кредити, сега што да правиме со тоа. Моите напори на овој пазар се малку да се прилагодиме на европските практики и да се потрудиме ова што го имаме, да го расчистиме што е можно побрзо, да видиме што од тоа што е веќе како такво заглавено во тие вонбилансни евиденции, во таа категорија, или тие 2,5% или ова што го гледаме во вонбилансната евиденција, нешто што банките на вистина немаат време да се посветат. Ајде да го објасниме зошто го таргетирате тоа вонбилансното. Во суштина тоа треба да го гледаме како нефункционален кредит на банките. Да им објасниме на сите оние што не следат, што не се толку многу упатени, ајде го малце спуштиме разговорот за поширокото следачи на подкастот. Еве и за мене како новинар, на пример, ја на ова не сум посветил внимание, а не верувам дека и во јавноста многу посветуваме. Зошто треба да ги гледаме вонбилансните состојби на банките, за да знаеме дека тоа во суштина е нефункционален кредит, односно дека не постои во Европа, во Европската унија, во законодавството, само кај нас стои како некое хибридно решение да не ги прикажуваме како нефункционални кредити. Кај нас е така регулирана законската рамка. Таа и ние мораме да ја почитуваме. Она што е фокусот во вонбилансната, тоа настанува кај нас. Откако банката ќе ги исцрпи сите методи за реализација за наплата на кредитната изложеност, прави резервирање на средствата и ги пренесува во вонбилансна евиденција. Тоа е таа постапка, меѓутоа во тој момент кога ќе се пренесе во вонбилансната евиденција, тоа значи дека на некој начин за банката тоа е проблематично побарување, нефункционално на некој начин, но банката не се откажува, тоа има право да не се откаже. Кај нас нашата законска регулатива им остава простор на банките да не се откажат. Значи тоа е малце постурово во европската регулатива, каде што им вела дека мора нешто да се направи со тие, не може да стојат веќе во билансите. Кај нас се уште законската регулатива е така поставена да банките да може да имат право да не се откажат од тие побарувања, да ги стават во вонбилансна евиденција и тие се уште си превземаат мерки за активна наплата, не е дека тие таму ги заборават, си имаат мерки, секоја банка си има свој начини на управување со овие пласмани. Но факт е дека се проблематични, се високоризични за банката и ако сакаме, и затоа се вонбилансни, но ако сакаме да ги видиме низ билансна призма, и како ќе ја сменат позицијата или структурата или бројките на банката. Колку би ја смениле ако се гледаат во билансна, а не вонбилансна? Па зависи од банка до банка, нели? Зависи од банка до банка. Помалите банки имаат помали изложености, поголемите имаат поголеми изложености. Меѓутоа, да, зависи од банка до банка. А често ли отпишуваат банките вонбилансни
Секоја година се отпишуваат согласно законската регулатива. На крајот на годината се салдира и се отпишува. Тај некоја бројка може да кажеме, на пример, во последните 10 години колку отпишале, чисто да знаеме. Да, во последните 10 години бројките покажуваат околу 614 милиони евра отписи, отпишани побарувања. Во последните 3 години се 105 милиони евра само. Предничат нормално најголемите банки кои што се со физички лица. Што значи ово отпишување? Ајде да го објасниме, бидејќи влегуваме баш зошто вие ги гледате тие вонбилансни, така интересни ви се вас. Гледаме дека се 614 милиона за 10 години. Што значи сето тоа? Да, па како што кажав, значи ги префрлуваат од билансни позиции во вонбилансна позиција затоа што се проблематични, високоризични пласмани и бараат поинаков третман од аспект на ризици и така натака. Сега што точно значи? Веројатно некој од банкарскиот свет, некој мој колега нели подобро може сето ова да го објасниш низ призма на банките. Она што ние го гледаме е дека во моментот кога тие ќе ги префрлат во вонбилансна евиденција, тоа значи дека веќе не се од предметен интерес толку за банката и тоа е можноста за нас. Не велиме во ред, штом ги пренесувате вонбилансно, значи ние сме фокусирани точно на таа категорија на кредитна изложеност, проблематични, да ги превземеме со цел да можеме да побрзо го затвориме циклусот. За банката, вносењето во вонбилансна евиденција значи превземање на кредитен ризик и дополнителни трошоци. Тоа е од низ призма на банката. Во моментот кога тие од вонбилансна евиденција ќе ни го пренесат нам, тие и како се ослободуваат од тој кредитен ризик, да, факт е дека ние ги дисконтираме за да може да дојдеме до нивна реална сегашна вредност, бидејќи тие се од минатото. Да, дисконтирањето ќе го ставиме малку да го објасниме така. Да, точно. И они тие ги даваат нас, да, точно за намален износ, но нема да ги наплатат сите колку што ги ставиле во вонбилансна, но де факто го намалуваат значително кредитниот ризик со кој што се соочиле, ослободуваат од трошоците, бидејќи тие мора во полн износ да ги резервираат и да ги запишат. Таму значи ослободуваат значителен дел од своите трошоци, а и остваруваат одредена краткорочна добивка од тоа е нели од продажбата, толку колку што ние ќе ги платиме. Сега дојдеме време е за првата пауза за нашите пријатели кои што возможуваат да се реализираат вакви подкасти од јавен интерес. Пред да одиме на паузата за нашите пријатели, прашањето ми е ова вонбилансни позиции, рековте за 3 години 105 милиона. Тоа би било убаво да се префрлат кај вас, за да може да вие потоа да ги наплаќате и едноставно таму го гледате вашиот интерес. Дали ова јасно регулирано во законите како преминува од вонбилансно кај вас или дали јасни правила има или се остава на случај банка како ќе реши? Јасно е регулирано, значи се постапува по закон за облигации, значи имаме солидна правна рамка во тој дел и нема никакви, пречки во однос на формално правно договорот за пренесување на побарувањата, значи не постои. Добро, не постои никакви формални пречки, правно формални пречки. Време е за првата пауза, се враќаме потоа за да продолжиме со разговорот, да видиме малце околу дисконтирањето и како тоа се одвива и кој е интересот и како граѓаните, односно должниците, не граѓаните, тука се и фирми и граѓани, како што плаќаат, дали целиот износ што преостанал, дали дисконтираниот. Едноставно да појасниме, бидејќи многу прашања се отвараат и да видиме како е во Европската унија, бидејќи они веќе подготвуваат директива која што треба да се примени на ниво на Европска унија, а ние сме малце подалеку од тоа што треба да направиме. Затоа останете со нас, ќе го продолжиме разговорот после кусова пауза. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус, лимон. Кејкап, ке сакаш уште. Витаминка.
Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со подкастот, зборуваме за откупување на долгови, наплата на долгови од приватни фирми. Малце појаснивме како одат процедурите. Гостинка ни е Екатерина Бошевска од EOS Matrix, која што објасни зошто е нивната компанија која што е најголем доверител во државава, од 150.000 предмети имате во суштина. Зошто ве интересираат, например, банкарскиот сектор, односно оние вон билансни позиции, таму добри пари се гледа дека има, само за 3 години 105 милиона, за 10 години 614 милиона отпишани значи побарувања. Сега дојдовме до моментот на дисконтирање, кажавте дека вие ги откупувате, сега веројатно е тоа деловна тајна колку е дисконтот, но кога се дисконтира, например, што значи, ајде уште еднаш да повториме, како го откупувате, што е дисконтирање, зошто дисконтирате, која е математиката и клучното прашање што мене ме интересира, јас ако сум должник, дали плаќам вкупната сума што сум ја должа, што била кон предходниот доверител, кон банката, например, да речеме во овој случај, или ја плаќам дисконтираната сума што вие сте откупиле. Може вие да сте откупиле некое побарување, јас сум должил 90 единици, од 100 сум вратил 10, 90 останале, вие да сте ја купиле за 50 единици, дали ја враќам 90 единици или 50 колку што вие сте откупиле од банката. Моделот, како што кажавме на почетокот, е утврдување на вредноста на портфолиото, сегашната вредност на портфолиото, кое што е создадена во некој момент во минатото. Ние треба да утврдиме колку таа вреди денес, затоа што сегашната вредност на парите е различна од онаа во минатото, различна од таа што ќе биде во иднината. Моделот е јасен, тоа е дисконтирање на нето сегашна вредност на идни парични текови. Ние мораме да направиме анализа на тоа портфолио, која е неговата моќ, која е неговата сила, дали има некаков потенцијал, дали се тие наплатливи, не се наплатливи. Значи станува збор за една комплексна анализа која правиме со колегите во Германија и врз основа на таа анализа ние доаѓаме до тоа колку тоа портфолио вреди, односно колкав потенцијал има за наплата. Не сите портфолија имаат потенцијал за наплата, како што кажав, за жал, затоа што се премногу стари, премногу долго време седеле во една таква ситуација, не се работело на нив и од таа причина едноставно не може да дадат никакви резултати, односно наплата. Да, ние ги откупуваме за одредена цена, меѓутоа се што купувате за таа цена има поголема вредност. Ние сметаме на таа поголема вредност затоа што ние со плаќањето на таа цена превземаме и ризик. Значи суштината на нашата работа е во превземањето на ризикот. Значи ние сега управуваме со тој ризик од ненаплатливост. Од тука долгот е тој кој што е на пресечниот датум. Убаво рековте во вашиот пример 90 единици, значи тоа е обврската која што ја има сега нашиот доверител кон нас, но секако оние што соработувале со нас знаат дека позицијата логика на нештата е секако поповолна за нашиот должник со нас, отколку во позиција кога било со банката, затоа што тогаш биле 100 единици. Така да, ако тргнеме од таа призма, секако е полесно да се преговара со нас, затоа што ние не сме банка, не сме финансиска институција и нашата слобода на преговарање е сосема различна, стартната позиција е различна и од тука можам да кажам дека со нашите корисници, значи нашите клиенти, ние така ги велиме корисници, вие ги нарекувате должници. Што се должници, што така? Меѓутоа сепак ние се трудиме да ги разбереме позицијата и да обезбедиме најдобро можно решение за двете страни. Наш интерес е да наплатиме, меѓутоа интересот на другата страна е да се ослободи од задолжувањето и се трудиме да го испочитуваме тоа. Колку ви успева, еве, например, рековте 150.000 значи случаи имате,
колку брзо ги решавате, односно колку должниците, клиентите што би рекле вие, ќе ја знаат нивната судбина. Значи во извршна постапка може да се одоговлекува многу, посебно голем проблем е при извршната постапка кога се плаќа на рати, а многу често, односно со блокирана на плата, 1/3 тоа е законска обврска, со блокирањето на плата, на пример, не се намирува ни каматата, камоли главницата, иако сега се смени тоа со максималната камата, што може да биде 100% од главницата, но тука имаме извршни по трошоци, имаме адвокатски, нотарски и сето тоа се течат и сите тие работи, главнина плюс камата плюс трошоците што доаѓаат, тоа се може да се пролонгира, но пак останува проблемот за отплатливоста. Колку брзо се решаваат кај вас, односно колку брзо отпишувате вие вакви побарувања што ги имате кон клиентите, односно едноставно да се реши 1 година, 2 години, 3 години, по 3 години викате, чао, пријатно, ќе отпишеме бидејќи стварно не можеме да наплатиме. Интересот, суштината на нашиот модел е што е можно побрзо да дојдеме до наплата, затоа што сме вложиле пари, нели? Во се што ќе вложите, сакате или имате пресметано некаков период на поврат на инвестицијата. Кај банкарските портфолија и во самите анализи повратот некако се цени, може да се цени од 8 до 10 години. Повратот на инвестицијата, затоа што се работи за банкарско портфолио. Кај телекомските портфолија, во нашето портфолио имаме мал процент, 5% ни се телекомски, значи негдека тоа е од 3 до 5 години. Тука е таа анализа, оние услужните немаме такво портфолио. Така да не можам да кажам. Меѓутоа, идејата ни е што е можно побрзо да дојдеме до наплат, односно да ги наплатиме побарувањата. Сега, ние се трудиме, брзината или ефикасноста зависи од соработката. Затоа ние се трудиме што е можно побрзо и да воспоставиме комуникација со нашите корисници, со должниците од другата страна, за да разбереме кои се причините поради кои дошло до такво задоцнување. Имаме ситуации каде што се оправдани причини, имаме ситуации каде што состојбата е таква заборавена, имаме ситуации каде што граѓаните мислеле дека банката никогаш нема да си ги бара парите. Имаме ситуации каде што не биле ни свесни дека постои такво задолжување и така натаму, значи имаме различни ситуации во пракса и затоа цениме дека еден отворен, транспарентен начин на комуникација пред се ги решава прашањата и навистина ги решава. Така да можем да кажем дека комуникацијата е првенствена. Луѓето треба и пораката секаде, јас ја кажувам истата, треба да комуницираат со нас. Кога ќе добијат некаков допис од наша страна, кога ќе станат свесни дека се пренесени во EOS Matrix, треба да искомуницираат. А доколку ние ги бараме, да ни се јават повратно или тие самите да дојдат кај нас, затоа што од тука почнува решавањето на задолжувањето. Ние начин на работа е базиран на нашиот кодекс на ниво на корпорација. Ние имаме донесено посебен кодекс за начинот на кој што ние ги наплатуваме. Побарувањата целосно согласен со најновата европска директива за заштита на правата на потрошувачите, која што нели сега во ноември 2025 стапи на сила како вакво, тоа е усогласено во нашите практики на делување и од тука можем само ја да гарантирам дека никој нема да биде оштетен. Да, но доаѓаме до клучно прашање сега тука, а тоа е на пример при извршна постапка се штити доверителот, но се штити на некој начин и должникот. Но тоа е, рековме, цврсто и законски регулирано, значи газдата на извршителите, Министерството за правда, има големи овластувања и ние имаме како граѓани, како должници, не како граѓани, и фирмите и граѓаните, како должници голема лепеза на можности и заштити од страна на Министерството за правда, односно на државните институции. Но дали таквото право на заштита го имаме кон приватна компанија која што не е лиценцирана, туку работи по законот за облигациони односно вие сте друштво за ограничена одговорност на едно лице, доел сте колку што можам да, ако не се лажам. Да, правно лице, тоа е групацијата EOS од Германија. Така. Доаѓаме до моментот, имаме една постапка кај што сме заштитени, сега доаѓаме во една постапка каде што со компанија комуницираме, кој што не е регулирана како што е на пример во извршната постапка или банките што работат според. Постапката е иста. Така. Постапката е иста. Процесот на извршување е тој таа постапка што е. Јас како граѓанин ќе се жалам ако сметам дека вие сте ме оштетиле како доверител. На истото место, на истата адреса како кога си во релација со банката. Сосема на истата адреса.
Затоа што ние користиме таа иста постапка. Ние, ја како што кажав, над 75% од нашето портфолио во извршна постапка. Ние соработуваме со над 50 извршители во државата. Значи, да, ние сме најголемиот доверител, меѓутоа ние ги користиме истите механизми, истиот правен процес на наплата, како и што постои, како што е нормативно поставен во должничко доверителските односи. Еве, јас сум многу едноставно ги поедноставувам работите за да биде појасно, бидејќи и мене сакам да ми се разјасни, не сум експерт за ова, вие сте релативно интересни на пазарот, не сте толку многу присутни, кажав дека има стереотипи и некоја друга представа, сега зборуваме буквално за некои основни елементарни работи, бидејќи мислам дека граѓаните треба да го знаат ова. Еве, јас сум должник, доаѓам кај вас, сакам мојот долг да го репрограмирам и да се договорам со вас и вие ќе процените дали вие имате ќар од нашиот договор. Но во еден момент не се придржуваме, јас сметам дека вие не се придржувате до договорот, кај ќе се жалам? Само да разјасниме, договорот со нас значи, бидејќи зборуваме само за износ на долг кој што постои во моментот на пресек. Значи, ние не правиме банкарски операции, финансиски операции од типот на воспоставување на нов договорен однос за некој ново, како го нарековте, репрограмирање прават банките. Добро. Значи, ние можеме да зборуваме за тоа колкав износот на долг во апсолутни единици. Добро. Уште повеќе што... Еве 90 единици што ви ги должам. И сега, за тој износ на долг ние може да договориме дали одговара да го платите еднократно или сакате да го плаќате на рати. Друго ние не можеме да договараме. Тоа е тоа, или сакате на 3 пати, или сакате на 3 години, или сакате еднократно заради поповолности. Тука преговорите се различни. Нормално, зависно тоа, один пак ќе кажам. Но не можем да преговарам да ми се намала 90 единици. Па не, зависи тоа, пак ќе кажам, ако побрзо платите, ние може да направиме анализа да видиме, затоа што повторно ние гледаме колку тие пари вредат денес, а ако доколку би ги чекале. Нели, затоа што нашата ние го превземаме долгот на момент на пресек. Тоа е тоа задолжување. И од тука ние немаме ништо со тие договорни специфики кои што би биле во банката. Не, ние превземаме апсолутен долг во моментот на пресек. На тој ден сте должеле 100 единици, тие 100 единици сега пременуваат во EOS Matrix и тука па натака EOS Matrix да ги бара тие 100 единици, но се договараме тие 100 единици денес вредат волку, утре вредат толку и така натаму. Така, значи не вршиме никакви банкарски каматата си тече, така? Банкарски операции, каматата што била кај банката престанува да тече во моментот на денот на пресек и ние ја превземаме. Добре. Ние не пресметуваме таков тип на камати, така да тоа е предноста што имаат граѓаните. Чекај. Ова е нов момент. Значи... И затоа е предност и затоа ние со банките сметаме дека треба тоа да се прави, затоа што има тука еден социјален момент кој што ние успеваме да го доловиме со нашата работа. Според новиот закон 100% од камата, имам на пример 100 единици долг, имам стигнале 30 единици камата на пример, тоа 130 должам. Ако вие преземете, јас ќе платам 130 порано, 130 да не чека да бидат 200 единици. Колку повеќе седите во банката, нели тој износ се зголемува. Сега како доаѓаме до тоа побрзо да се трансформираат? Има ли можност да се трансферираат овие нефункционални побарувања од банките побрзо кај вас? Може, да. Тоа е европска практика, како што кажав. Дали се применува таа европска практика во Македонија? Па не се применува. Ние сега почнавме ние го етаблиравме секундарниот пазар на тргување со нефункционални пласмани. Во 2015 година првото банкарско портфолио го продаде Шпаркасе банка и практично ние го етаблиравме со тоа пазарот на нефункционални пласмани кај нас. Ние и сега го негуваме тој пазар на некој начин, меѓутоа така како што дозволуваат нашите услови. Значи банките прибегнуваат кон продавање како решение, меѓутоа во поодмината фаза, кога се тие веќе ставени во билансна евиденција, стојат таму одреден период на години. Колку најчесто стојат пред да дојдат кај вас? Па зависи сега, ние сме преземале и 10, 15 години, 3 години, зависи. Помалите банки побрзо одлучуваат да одат кон продажба поради тоа што го разбираат предноста на моделот. Овој модел како таков и препораката за продажба на нефункционалните пласмани на ниво на Европска унија, Европската централна банка
како силна препорака кој даде во периодот кога се кумулираа многу нефункционални пласмани. Постоењето на нефункционални кредити кај банките прави резистентност кај банките да пласираат нови средства, затоа што врзани им се многу трошоци за да може да го управуваат ризикот кој што го имаат за тие нефункционални пласмани. И во таква ситуација тие на некој начин се заштитуваат и не се толку отворени да пласираат нови кредити, а тоа директно влијае на економскиот раст, затоа што нема вбрзгување на нови пари во економијата и нема што да нема тригер, нема што е она го нема што треба да ја поттикне, да го поттикне економскиот раст, а без економски раст ние не можеме да излеземе од ниедна криза. Така. Ќе се вратиме на европските практики, што треба да се смени за побрзо. Гледам дека сакате многу побрзо и порано, рековте дека дури кога се функционални кредитите треба да се препознава можноста дека ќе станат нефункционални. А ние во Романија превземаме функционални кредити, така, функционално портфолио. Ќе зборуваме малце за европската директива, но Да. имаме уште неколку минути пред втората пауза за нашите пријатели, но да ја завршиме темата со граѓаните. Значи, она што е важно, еве на пример има условно кажано еден негативен случај со EOS Matrix, тоа е во Хрватска и бевте таму заради употреба на лични податоци, голем број на лични податоци бевте казнети у суштина, иако таму на пример спротивно, не спротивно, туку за разлика од другите држави, Народната банка Хрватската народна банка ве лиценцираше за дејност, значи можете слободно да ја вршите, но бевте казнети од државата Хрватска. Како е состојбата во Македонија околу тоа прашање, односно колку должниците се заштитени од употреба на недозволена употреба на лични податоци, злоупотреба на лични податоци, значи користење на лични податоци и едноставно како се имаме ние закон, но колку е реално тоа справедлив. Веднаш на почетокот ќе кажам станува збор за сосема различен правен субјект. Правниот субјект во Хрватска е етаблиран по локални и си има посебен менеджмент, сосема друг правен субјект и нема ништо со работењето на EOS во Македонија. Овде кај нас ние сме единствената финансиска институција во државата која има целосно имплементирано законот за заштита на лични податоци и целосно сме согласени со најновата европска директива за заштита на лични податоци. Сертифицирани сме со стандардот 22701. Тој е највисокиот стандард за заштита на лични податоци. Ние активно соработуваме со Агенцијата за заштита на лични податоци за практична имплементација на законското решение кај нас, кое што и покрај тоа што беше донесено се уште во пракса и како многу слабо се имплементира. Нашиот начин, нашите механизми на имплементација на овој закон навистина треба да бидат пример за тоа како треба тоа да се имплементира во практика. Ние еве сега имавме пред некое време организиравме работилница, тренинг, обука за практична имплементација на законот за заштита на лични податоци кај нас. Значи кај нас во EOS Matrix во било кое време било кој може да посведочи, да дојде да се увери дека податоците се заштитени и ние работиме строго по европските правила за заштита. За среќа нашиот закон за заштита на лични податоци на некој начин е целосно пресликан, како што и европската директива, и тоа нас не оди во прилог, но и да не е така, ние не ги користиме полностите на локалната законска рамка, ние постапуваме по европската директива, поради тоа што мораме така да биде, за да ја заштитиме матичната компанијата мајка. Она што се случи во Хрватска, јас се оградувам од тоа, затоа што таму и си е во тек постапка и ќе се докаже дали тоа било навистина така или не било така, нели, или е предмет на одредени притисоци, меѓутоа ќе се види. Да завршиме овој дел од подкастот од вторава третина со уште едно прашање. Мислам дека го чепнавме малце, но ајде уште еднаш јасно гласно да појасниме. Ако јас сум должник и имам договор со вас, како да ги вратам тие 90 единици или 100 единици што ги преземате вие, значи не може, не го враќам дисконтираното што вие сте купиле, туку целото. Значи тоа е деловна тајна, инаку само да кажам дека просекот е некаде дисконтот оди од 70 до 80%, мислам, значи од 100 единици плаќате околу 20 до 30 единици и останата, генерално тоа она што јас успеав да прочитам, да се распрашам, да видам, тоа е некој дисконт, значи добро, фина заработувачка, но сепак мораме да направиме некаков договор. Никогаш не доаѓаме до 100 единици. Ви верувам, но мораме да направиме некаков договор. Што ако не се испочитува договорот од ваша страна, дали само судот ни
останува да се расправаме судски или имам други инстанции кај што можам да се жалам, односно како сум заштитен во однос на вас, бидејќи вие станувате доверител во тој момент, кои се моите права, значи, во тој момент? Да, ние сме доверител, но ние немаме некоја услуга, не даваме нешто кон кон нашите должници. Во принцип, ние го носиме целиот ризик од наплатата. Наплата или нема наплата. Она што може да се договориме, може да не реализира само корисникот, само должникот кон нас. Пак повторно ќе кажам, ние ништо не даваме, ние сме новиот доверител и од тука управуваме само со ризикот. Кај нас е ризикот, дали ќе се наплати или нема се наплати. А ние ги користиме поставените механизми кои што ги утврдува државата. Значи, си ги користиме, законот за извршување, она што правиме, се трудиме да го правиме и да ги подобриме. Значи, сега апелираме за потранспарентен, поефикасен, побрз начин на извршување и така натаму, затоа што нешто што сметаме дека нас ни оди во прилог за побрзо да дојдеме до наплатата, а тоа индиректно оди во прилог и на самите граѓани, затоа што транспарентен, ефикасен начин на извршување кој што ги намалува трошоците, вкупната изложеност на трошоци и така натаму е од интерес на двете страни. Значи, побрза наплата значи помали трошоци. Тоа е факт и тоа е. Може ли, ако не е тајна, колку пари имате дадено за да откупите побарување, односно вакви договори, значи уопшто колку сте вбризгале во системот пари за да ги откупите и да станете вие доверител и колку вредност било тоа у суштина, некако индиректно се ќе рече овој сака да дознае колку е дисконтот од цело ова, но баш ме интересира бројката колку имате дадено пари во изминатиот период за да откупите спорни или нефункционални побарувања и колку у суштина тие вредат во вкупната вредност нивна што сте ја откупиле. Па добро, генерално кажано, без навлегување во детали, пошто пак ја кажам се е различно и тука пак збориме за стари портфолија, значи ние негде имаме вложено околу 35 милиони евра на нашиот пазар до сега. Значи од нашето работење. Портфолиото ни е негдека околу 300 милиони евра во овој момент. Добро, сега појасно ми е се тоа, ама не... Океј, 35 со 300 милиона купено. Да, тоа тука ќе го завршиме вторава третина. Мислам дека за сите што не следат веќе појасно е кој е соодносот. Да, добар 10%, значи 90% е дисконтот, али добро, океј, нема да навлегуваме во деловни тајни, но одиме понатаму, после паузата за нашите пријатели кои што знаете да не се они, нема да го правиме овој подкаст, затоа останете, погледнете што има да порачат, па се враќаме да финишираме со подкастот. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, од сега и со нов вкус, лимон. Кека, ке сакаш уште.
Витаминка. Да, продолжуваме со подкастот. Гостинка е Катерина Бошевска од EOS Matrix Македонија. Значи, зборувавме за многу интересни теми. Гледаме дека во суштина откупуваат долгови, побарувања, стануваат градоверители, после се договараат со должниците на колку рати, односно можноста како да се вратат тие долгови, за да бидат и должниците ослободени од обврските. И според нашата гостинка, они се многу пофлексибилни, например, од банките и услужно-комуналните предпријатија и по едноставно се договараат со должниците, бидејќи немаат толку ограничувања во поглед на флексибилноста како да постапат со должниците. Но цело време провејуваше низ разговоров Европска Унија директива дека сега носат околу регулирање на овој секундарен пазар, значи на должничко-доверителски односи, значи ајде да објасниме зошто вам вие како бизнис толку важна оваа директива, што треба во Македонија да се прилагоди, да се примени за да дојдеме до она што вас ви оди во интерес како бизнис, односно како бизнис модел, а тоа е компаниите, но и банките што побрзо да се ослободуваат од лошите пласмани, лошите кредити, за да можат да бидат побрзо наплатени, они да ги ослободат, да немат како товар, а вие да ги наплатите во порана фаза, па да имате и вие поголема добивка. Во рамки на Европската Унија регулативата е веќе воспоставена и во примена. Европската Унија почна со регулирањето на оваа дејност уште во 2017 година, тоа беше првиот круг, потоа во 2020 следеше втор круг и негдека 21 при крајот се донесе регулативата 2167 на Европската Унија, која што се однесува на секундарниот пазар, регулирањето конкретно на начинот на работа на кредитни купувачи и наплатувачи, кредитни наплатувачи. Значи, Credit Services and Credit Purchasers. Тоа е таа директива, која што веќе од 25-та година целосно се транспонираше, имаше рок и се транспонираше во сите европски држави. Бидејќи EOS работи во сите европски држави скоро, ние го имаме целиот тој сетап за тоа како одеше транспонирањето на европската директива. Ние не сме дел од Европската Унија, но работиме на хармонизирање на нашата легислатива со европската. Од тука сметаме дека бидејќи ние и како сме дел од една европска групација, нас најмногу ни оди во прилог и кај нас да ги имаме европските начела и европските директиви, затоа што силно веруваме во нивната транспарентност, во ефикасноста на процесите кои што ги носат, во фер третманот и на двете страни, нешто што сепак во нашиот систем малку како да недостасува и од тука се јавуваат и тие стереотипи за тоа ние што работиме и така натаму, затоа ние се трудиме да бидеме транспарентни, затоа ние редовно објавуваме начинот на работа, како што кој е предмет на наш интерес, со цел да се доближиме до тие европски модели на работење. Кај нас потребно е да настане, мислам, сосема нова регулатива која што преку која ќе се имплементира европскава директива и мислам дека кон тоа и ќе се отпочне да се работи. Не може со измена на постоечки законски решенија. Впрочем и во другите држави беше така во рамки на Европската Унија. Се донесе нов закон, ново законско решение кое што како ја имплементираше оваа директива во практика. Од постоечката законска рамка потребно е да се направи одредена рефлексија, мала измена во еден закон кај нас, законот за банки, додека пак Народната банка пристапи кон ова, го прифати постоењето и нормално дека го поддржа постоењето на секундарниот пазар на нефункционални пласмани, со тоа што во одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик се осврна конкретно на начинот на тргување со нефункционалните пласмани, посвети посебно внимание за тоа како може банките да тргуваат. Значи на некој начин ние имаме некој сетап, меѓутоа според моите анализи не е доволен за да рефлектира точно она што се случува во Европската Унија. Рековте посебно законско решение, сега доаѓаме до клучното прашање. Кој треба да го донесе?
Значи, под чија надлежност да биде Министерство за финансии, не знам, Министерство за правда, кој да биде, значи, она институција која што ќе го носи. Втора работа, кој ќе биде задолжен за следење на спроведувањето на, веројатно, и таа институција, но дали ќе биде доволно институцијата што ќе го предложи тој закон или ќе треба и тело, ново регулаторно тело кој што ќе следи, бидејќи овде се, рековме, се вртат се веќе сериозни пари и сериозни обврски се преземаат, значи, ако имате портфолио од 150.000 случаи, односно должничко доверителски сте преземали и вие сте доверител во 150.000 случаи, тука веќе имаме сериозна бројка на пари. Рековте, портфолиото е од 300 милиона евра. Сега зборуваме сериозни работи. Секоја европска држава на различен начин тоа го уредува, тоа се остава на државата да го уреди. Кај нас претпоставуваме би требало да биде под Министерството за финансии, да се изработи тоа законско решение. Како ќе се дефинираат тие одредби, верувам дека ќе се направи анализа компаративна со она што се случува како се правело во другите европски држави блиски до нас, значи ги имаме решенијата, ги имаме практиките и нормално стоиме на располагање да помогнеме колку треба, нели, во тоа тело. Впрочем, групацијата ЕОС беше директно дел од работната група на Европската комисија кога се носеше оваа директива во рамки на Европска унија, така да имаме изворната практика како тоа и што било идејата на таа директива. Во сите држави каде што се транспонираше, ЕОС играше клучна улога во процесот на носење на законските решенија. Верувам дека тоа ќе биде и кај нас така, но сепак ингеренцијата е во Министерството за финансии, различни се практиките, но во глобала, во 90%, Народната банка е таа која што треба да ја има таа контролна улога, нели, на тоа што се случува на секундарниот финансиски пазар. Така од таа гледна точка мислам дека ќе треба да почекаме и да видиме како ќе биде. Не е само таа директива која што го регулира ова работење. Ви убаво кажавте, се навративте неколку пати на законот за извршување и така натаму. Нам ни е потребна реформа и во тој сегмент. Да, јас колку што знам, без извршителите се предложи законско решение. За жал, да, и по притисок мислам дека на Европската унија беше повлечено тоа, бидејќи малце нелогично, да не кажам глупичко, да се носи закон за некого, а тој да не учествува, при што тие се високо регулирани. Значи, повторно по трети пат или четврти кажувам дека извршувањето во Македонија е високо регулирано, иако е приватно, иако има неколку модела на извршување, само во Европа мислам дека Германија има државно и Хрватска државно извршување, на секаде на приватно, дури додека Америка и Русија имаат извршување каде што извршуваат и кривични одредби, односно носат и пиштоли, спроведуваат затвореници и така. Тоа е друг модел, но сакам дека е високо регулирано и беше носен законот за извршување. Со тоа сакав да финиширам малце околу подобрувањето и законот за извршување колку ќе ви помогне, но сакам да останеме уште малце на законите. Ме избрзавте малце, ме изместивте сега. Значи, сакам да останам околу законите. Колку ќе помогне ако се регулира со посебен закон од страна на Министерството за финансии да не се отпишат за 10 години 614 милиона евра, колку што се отпишали, или 100 и нешто милиона. Така, Министерството за финансии колку може... ќе помогне ваков еден закон за побрзо да се трансформира и вие да наплатите малце повеќе пари, што би било генерално и подобро? Тоа, значи, ние сега зборуваме за регулирање на пазарот, значи зборуваме за Министерството за финансии ќе го донесе законот за да може да воспостави правила на игра. Така. Нели, фер, транспарентно и така натаму согласно европската директива. Нормално дека е потребна регулација за да може да се поттикне побрзото чистење на нефункционалните пласмани, но тоа мислам дека е повеќе под ингеренција на Народната банка и тука треба својата улога да ја одигра Народната банка, затоа што во услови на циклични макроекономски околности, во услови на геополитичка нестабилност, значи тоа е времето во кое денес живееме. Факт е еден, нестабилните или промените во макроекономските услови, проблемите таму што настануваат и нефункционалните кредити се хранат еден и со други.
Значи, и ние мораме да сме свесни за тоа. И тогаш, едноставно, само со помош на регулација може да се поттикнат банките преку процес на брзо чистење, како што објаснив дека беше во Европската Унија, да се ослободат од тие високи трошоци кои што се соочуваат банките во едни такви околности, за да можат да ги насочат средствата кон економски раст. Затоа што без економски раст ние не можеме да... А тие се три основни макроекономски услови кои директно влијат на нефункционалните кредити. Очекувате ли сега пораст на нефункционални кредити и пораст на генерално на повеќе должници заради новиве кризи? Гледаме дека имаме, нас сме го зборувале во овој подкаст многу често, дека од 2008 претежно се забрзуваат кризите, не доаѓаат на 10, 15 или 20 години, односно немаме некој стабилен период. Еве имавме 2020 со ковидот, па после имавме 2022, 23 Украина, па енергетската криза, еве ја имаме сега Иран. Во 6 години имаме еве четврта криза ние. Тоа е во суштина керозин за голем број на нови должници. Да. Вие можеби и си трљате во прсти и раце вака дека ќе имате повеќе работа, но генерално како да се постави целиот систем, бидејќи ќе имаме дефинитивно наплив на нови должници. Битно е да се одржи, не е толку прашањето да се создадат нефункционалните. Не, џабе е да се создадат и ние да ги превземеме ако не постои економска сила која што ќе може да ги врати, нели? Нас подеднакво ни интересот во поддршка на економскиот потенцијал и растот на државата за да може да се создаде доволно финансиски средства за некој да биде и соодветно способен да го исплати долгот. Што знаете во услови, еве тие се трите, јас така како застанав, инфлација, економски раст и невработеност. Три макроекономски показатели кои клучно влијаат на нефункционалните пласмани. Ако сега зборуваме за инфлацијата, која што како ни е актуелна, значи во услови на инфлација као да не е доволно јасна релацијата. Значи може да се толкува дека кога имаме пораст на инфлацијата, па оди во полза на нефункционалните затоа што им ја намалува апсолутната вредност на задолжувањето, нели? Но од друга страна па инфлацијата ги троши они основни елементарни потреби на населението и па многу малку останува за да се задолжи. Затоа малце не е јасна врската. Или да ги враќаат. Или да ги враќаат, да, и затоа велам не е јасна врската. Иако по логика на економијата би требало да оди во полза да се намалуваат, затоа што апсолутно се намалува и ќе треба некој да има интерес што побрзо да ги врати, но па другите трошоци растат и така да не се повторува. Што се однесува до невработеноста, нормално е дека кога имаме поголема невработеност, повисоки нефункционални пласмани, затоа борбата е луѓето да работат, да се стават во продуктивна смисла во економијата за да може да создаваат и да создадат доволно приходи да враќаат и доаѓаме до економскиот раст. Економскиот раст е клучен за да можеме да се справиме со нефункционалните кредити. Обично тоа се обратно пропорционални. Ако имаме економски раст, нефункционалните кредити се намалуваат. И затоа нашиот интерес и затоа интересот и на Европската централна банка беше во таа насока да се ослободат банките од нефункционалните кредити за да може да ги вложат парите како директна помош и на мали и на средни предпријатија, они кои што го создаваат економскиот раст, па да се создаде доволно критична маса тие да се вратат, а тоа во меѓувреме да стане обврска и грижа на други нели специјализирани компании за таа намена. Тоа е идејата, значи ние сме тука како на средина за да може да помогнеме на двете страни, односно да го придвижиме тој економски циклус во рамки на економијата. Предноста е огромна и за банките како доверители, примарни доверители кои што се ослободуваат од ризик и од така натака, но друга страна и за граѓаните, затоа што и нормално сега пофлексибилни се преговорите, а за државата е затоа што економскиот циклус се движи. Сега доаѓаме прашањето, има ли слух дека ќе ви излезат во пресред на ваквите аргументи што ги давате, дека регулирањето, носење на посебен закон ќе придонесе за општата подобра економска слика и дали ќе ви излезат во пресред? Мислам дека да, мислам дека да, затоа што ова одговара севкупно на економијата. Веќе мислам дека и се подготвуваме во таа насока, ние мораме да го хармонизираме, да ги хармонизираме законските одредби со оние кои што е во нашиот процес нели на пристапување кон Европска унија. Патот е тој, одредбите се тие и мислам дека да, ќе почнеме многу брзо кон тоа. Ова е едноставно, според мене,
затоа што е ново законско решение, не треба ништо да измислуваме, се е измислено, директивата е многу јасна и ние само треба европското да го, бидејќи е ново за нас, верувам дека ќе нема некои тука интереси, нели, па тука да се прават некои законски решенија моделирани спрема потребите на некој. Она што е во Европската директива, сакаме да се имплементира како законско решение, а ние се обврзуваме дека тоа ќе го почитуваме. Најтешко е да смениме нешто што постои. Еве, го спомнавме законот за извршување. Ние доставивме наша иницијатива, бидејќи јас председава со Европската бизнес асоциација, целосна иницијатива, каде што образложивме како треба да биде европскиот модел, кој што не се разликува многу од она што е и ги спомнавте комората на извршители, така натаму. Тука сме ниста правно должна, ефикасен, транспарентен систем и целосно согласување со барањата на поглавието 23 за ефикасност во правосудниот систем. Меѓутоа, тој дел верувам дека ќе оди потешко, затоа што веќе има воспоставена некоја практика и она што е кај нас воспоставено многу тешко се менува. Многу тешко може да голтнеме и да прифатиме дека нешто не е добро, а според мене нема ништо лошо во тоа. Океј, сме го правеле до сега така, не е согласно европските практики, ќе го коригираме и ќе се прилагодиме на новото. Сега, ве контактира да знаете дека се подготвува некој закон нешто или се уште не е во, да речеме, во жижата на интересот, бидејќи гледаме дека се развива пазарот, но повторно доаѓаме до она што јас го најавив, вие работите законски, но како да има сива зона, не е регулирано до даска, што би се рекло со посебен закон, туку се работи по општиот закон кој е во надлежност за облигациони односи и сето тоа. Сепак, најголемата предност е тоа што сме ние дел од европска групација и како таква мораме да ги ревносно почитуваме европските директиви и начела, меѓутоа факт е дека треба да се регулира, затоа што иначе во спротивно остава простор за изместување и за нефер и нелојална конкуренција на пазарот, која што само ќе наштети на економскиот циклус кај нас и ќе наштети на должниците. Значи тоа е нешто што јас затоа и алудирам и затоа ние активно се залагаме за воспоставување на правна рамка. Има разбирање кај регулаторот, кај регулаторот и мислам дека ќе се пристапи, верувам дека ќе се пристапи. Ова ви го поставам прашањето бидејќи сакам да го актуализирам ова прашање и пред институциите со новинарски прашања, па сакав да знам до каде е работата, може ли да очекуваме во реално време, во некое догледно време, не во реално, во догледно време да очекуваме некое законско решение. Очекувате ли дека до нова година би донеле некое законско решение или кај нас е онака турни име подстани ова? Па јас би сакала, нели? Ја би сакала. Штом сме на досакање, јасно ми е дека нема никакви најави. И дека што е во моја моќ, максимално ќе се заангажирам тоа да се случи. Ако некој нешто има потреба, нема проблем, значи ние максимално ќе се ангажираме да поддржиме и најдобро би било да успееме до нова година. Спомнавме законот за извршување, тука ќе пред да финализираме мораме да појасниме, малце беше нелогично да се носи закон измени на закон за извршување без самите извршители. Колку ви е значаен и вам рековте дека ви е значаен, но што треба да се подобри од гледна точка на побрзо извршување, каде гледате дека е главната кочница во сегашниот закон? Едно се трошоците, например, добар дел високи, некаде се високи, но некаде не се високи, но вика дека сега канцелариите на извршителите се проблематични за функционирање затоа што дефинитивно имаат проблеми со наплати, дефинитивно трошоците се ниски, имаат трошоци што не им се признаени и преземат. Значи каде е главниот проблем со тој закон? Само да разјасниме, трошоците се високи во целокупната постапка за правна наплата, од иницирање на платен налог до извршување. Така. Меѓутоа трошоците кај извршувањето се видно намалени, тие се најнискиот дел. Така, тука се зборуваат нотарот и адвокатите сериозно земаат од колачот, значи, мислам дека некои 19-23% се извршување трошоците, другото отпаѓа на други трошоци. Значи таа анализа треба да се направи и ние она што го предлагаме е еден ефикасен процес, почнувајќи од платен налог до целосно извршување ефикасен. Нашиот процес за оваква правна наплата на вистина беше еден од подобрите и беше пример по кој другите пресликува и цел регион вклучително го пресликуваше и го прилагодуваше на сопствени потреби. Настана неколку измени нели во текот на овој
период додека постоеше, кој што за жал малце го дерогира тој систем. Популистички измени. Така, меѓутоа, нели, не смееме да заборавиме дека сепак зборуваме за должничко-доверителски однос и не сме бизнисот да се ремети основната логика на бизнисот. Бизнисот е заснован на здрава логика. Не смееме да ја реметиме таа логика, без разлика колку сакаме популистички тоа да делува или не. Тоа е мојата порака. Во овој правен систем на наплата, извршувањето само се тангира, а тоа е единствениот механизам преку кој може да се дојде до наплата. Нели, за тоа е ставено да биде на приватна основа, како го нарековте вие. Да, тоа е холандскиот модел, ние го имаме. За да биде успешен, именно за тој нашава дејност Европската Централна банка прифати да биде аутсорсирана, за да биде успешна, за да може да има резултати во работењето. Од тука, ако го анализираме целиот правен систем, она што ние сакаме да го видиме на нашиот пазар е транспонирање на тие неколку 3-4 европски директиви кои што го регулираат ова, а меѓу нив се европскиот платен налог, европскиот налог за извршување, сакаме да видиме законот за инсолвентност, реструктурирање, значи неколку решенија кои што и како одат во прилог на нашето, нели, работење, а и работењето на извршителите. Не фер се задира само кај извршителите, затоа што законот за извршување ја регулира нивната работа, меѓутоа за жал не се тие единствените. Платниот налог почнува со нотарски платен налог, кој што потоа мора, нели, со адвокатски печат и така натаму. Значи има многу трошоци кои што може да се во постапката тука минимизираат. Она што го предлагаме, мислам дека тука сме на иста линија со комората на извршители, е ефикасен систем, транспарентен, видно намалување на трошоците и најважно се дигитализација. Значи, во моментот кога ќе се дигитализираат услугите, многу работи ќе се постават така како што треба, а дека постојат дигитални системи на извршување, постојат и ние само треба да најдеме начин и прав механизам тоа да го правиме. Државата оди сега во фаза на дигитализација, ова е едно нешто што може многу лесно да се имплементира. Секогаш викам последно прашање, нормално никогаш не е тоа така, секогаш има последното уште едно до две последни прашања. Првина, сакам едно кусо прашање да ви поставам пред да одиме на дигитализацијата. Сакам да ја спомнам, бидејќи 100 пат повторувам во подкастиве, јас сум фасциниран од дигитализацијата и сметам дека добар дел од проблемите во државата ќе се решат со добра и квалитетна дигитализација, но кусото прашање ми е: верувате ли дека има во држава добра бизнис логика кој што му возможува работење според некој бизнис правила, или реално да кажеме сепак популизмот надвладува? Бизнисот секогаш го наоѓа начинот да функционира. За жал кај нас многу мерки од овие се носат низ призма на популизмот. Многу грешки такви се направија во рамки на европски држави, популистички мерки кои што де факто го дерогираат системот ако зборуваме сега за правна наплата, нели? Постојат неколку грешки такви имаше во Бугарија, во Романија и така натаму. Во Романија беше посериозно, па силно се лобираше таму за враќање назад и бизнисот секогаш наоѓа начин или ќе се прилагоди бизнисот, ама ако бизнисот се прилагоди, тогаш ќе трпи целокупната економија. Јас затоа ќе кажам, ние мораме да правиме, да поставуваме рамка, правни механизми или бизнис рамка во која што ќе му дозволи на бизнисот да ги оплодува парите, нели, да биде функционален, и тоа треба да бидат едноставни, ефикасни, транспарентни решенија. Верувајте, тоа е суштината. Кога ќе размислуваме, така, например, на тој начин јас ја водам и мојата компанија и за тоа сме успешни. Ние превземаме одговорност. Немаме проблем ако има негде грешка и така, ние ја превзимаме таа одговорност. Тука е работата, бегањето од одговорност и цело време вклучување на повеќе страни без да се знае кој за што е одговорен, најчесто води до такви забуни и проблеми и се вртиме во круг и не се знае на кој шалтер да се пријавиш за да завршиш една работа. Одлично го срочивте, ова морам да кажам, значи како опишавте добар дел од состојбите во државава. Ќе го завршиме овој подкаст со оноа што рековте, дигитализација. Нешто кога го подготвувавме подкастот зборувавте за хабови, Романија, Македонија, нешто дигитални алатки. Добро, јас сакам да следам сето тоа, но во овој бизнис баш не ми е многу јасно за што станува збор, што би било дигитализацијата, мислам, во вашиот бизнис. Ајде да зборуваме она што го спомнавте, дека дигитализацијата при наплата, при извршување и при наплата е се
добра работа. Што значи тоа од аспект на вашата компанија и каде сте вие, бидејќи сепак сме ние Македонија малечка земја од 1.800.000 жители, така што кај сме во целава приказна? Да, јас можам да кажам дека ние се трудиме и добро напредуваме, сме целосно дигитализирани во нашето работење. Како групација веќе воведуваме и вештачка интелигенција во своето работење. Јас овде локално работам на еден сериозен проект за воведување на вештачка интелигенција и ќе биде прв може и единствено таков на пазарот и со нетрпение очекувам да го споделам со јавноста. Имаме посебно оделение кое што е посветено на дигитален развој и за воведување на нови дигитални решенија. Целото работење на компанијата се заснова на проекти кои што се донесуваат на почетокот на годината и се имплементираат во текот на годината. И дигитализацијата е нешто кое што побрзо ве носи до резултатите. И затоа ние се што предлагаме се трудиме да биде низ призма на дигитализација. Тоа слично го направивме со законот за стечај, преднудивме целосно дигитализирано решение и се смеја затоа што било дигитализирано. Меѓутоа верувам дека некој ќе има слух и ќе го прифати како таков, затоа што дигитализација значи и одговорност, значи и одговорност во работењето, и транспарентност во работењето. Така и се гледа кој што сработил, нема. Не, се гледа стручност, степенот на знаење и сето тоа. Така да тоа нема да помине во ред, окей. И јас добро имам надеж дека може тоа да се добро, воведе. Јас имам надеж, ама еве ќе ви кажам. Ама и други европски држави кои сега се европски не биле европски, па успеале да се прилагодат. Така да мораме и ние да ја смениме таа свест во однос на дигитализацијата и во однос на дигиталното работење. За нас како компанија она што јас успев да го направам е да ја позиционирам Македонија како IT хаб во рамки на нашата групација. Ние и Полска. Споменавме, сме два хаба кои што ги има групацијата за развој на собствените IT решенија. Така да тоа е голем успех за мене, затоа што сметам дека со тоа покажуваме дека имаме критична маса и во тој дел. Еве на пример во Македонија е позиционирано оделението кое што се грижи за cyber security, за безбедноста, за заштита од напади преку интернет за целата групација и сум особено горда на колегите. Тоа е компанијата EOS-ITEC. Така да тоа е нешто што ни е особено рековте вештачка интелигенција сакате да промовирате, у суштина вештачка интелигенција ти оценува дали јас колку можам да ви вратам пари, па толку да играте со мене да очекувате. Нема да стои сега некој таму да пресме, тоа ќе рече овој не може да врати, да му отпишеме долгот, толку му беше. Согласно Европскиот AI акт, Европскиот акт за вештачка интелигенција кој што ние го имплементиравме иначе во компанијата, сепак мора да има човечки фактор во моментот на одлучување и ние тоа го почитуваме. Она што ние го правиме е дека сепак ќе се обидеме можеби да комуницираме со граѓаните користејќи вештачка интелигенција. Јас еве да искористам приликата да најавам, па да бидат пофлексибилни, да бидат соработливи со нашиот нов колега. Па да видиме како биде, меѓутоа финалните одлуки, одлучувањето и така натаму ќе остане во рамки на вработените. Ај најпоследно прашање, реков после последното имам уште 2-3 последни, најпоследно сосема ќе вратам разговорот на претходно. Колку до сега имате вие отпишано долгови, на пример 150.000 предмети имате, што сето тоа колку често и колку сте отпишале до сега и во која вредност ако имате податок, на пример во бројка апсолутна толку и толку сте отпишале и колку во вредност тоа би значило? Интересно прашање, меѓутоа не водиме таква статистика, иако отпишуваме, на пример ние најчесто мораме да отпишеме оној дел кој што е од побарувањето, како рековте 100 единици, ние колку сме наплатиле, разликата до откупеното, пошто ние 100 откупуваме, бидејќи сме завршиле со тој корисник, обично тоа го отпишуваме. И обично тоа во финансиски вој, меѓутоа немам некоја таква бројка, инаку тоа е интересно, вака низ овој контекст како го водите разговорот, и тоа ќе беше интересно за нас, позитивен момент. Меѓутоа не да спремна со таква бројка. Она што исто така го носиме како го имаме како практика е дека еднаш годишно правиме анализа и на така критична категорија на граѓани кои што се наоѓаат во тешка ситуација, едноставно не можат да одговорат на задолжувањето. Имаме разбирање за тоа, тие целосно ги ослободуваме од долгови, но тоа има анализа, посебни комисии, одобрувања и така натаму. Иако правиме често отписи и таа бројка па е замашна, ама
За следниот пат ќе ја Добро, пресметаме. окей. И Окей, ќе- баш ме интересира ќе да видам тоа колку, најмногу па ни некои одиш. математики Да. дали постои Да. можност да станам така, да земам кредит па да не го вратам, па да сум неизвршли, Ама па да тоа е дојдам тоа, кај за тоа вас. збориме. Не, тоа не е начин. Да дојдам до кај вас Да. и да ме отпишете на крај, сум земал пари, а не сум ги вратил. Така ние за жал размислуваме, но не е тој начинот на размислување. А, нели, добро. кој што треба да, го практикуваме. Значи, не ќе може некако да направам некоја шана мана, што би рекле народски? Не зборуваме за модели кои што мора да постојат поради логика на нивното функционирање. Добро, окей. А не заради потребите или интересите на некој. Добро, дами и господа, гостинката беше Катерина Бошевска од Ви Еос благодарам. Матрис. Ти благодарам многу што беше вака, направивме еден муабет, се надевам дека ќе биде интересен и за сите што не следат, што не слушаат, бидејќи отворивме многу интересни прашања, се надевам дека темава ќе ја обработуваме и понатаму во јавноста. Уште еднаш благодарам на овој разговор. Благодарам и на вас. Тоа беше се гледаме наредната епизода. Веројатно ќе зборуваме за микротаргетирани мерки во услови на криза, но и за едно прашање кое што мислам дека помина во јавноста без да се посвети големо внимание, а тоа е извештајот на ММФ за состојбите во Македонија. Имаше и интересни согледувања таму што се случуваше, но во јавноста некако не се прокоментира сериозно, не се посвети сериозно внимание, инаку секога се коментира сериозно. Така што генерално за тоа ќе зборуваме, па затоа останете следете не и наредниот епизода. Секој добро, довидување.